Вака, иницијативата е пред се студентска од Факултетот за музичка уметност. Се почна спонтано, гледајќи го случајот на интернет порталите за маличката Исидора Димевска со дијагноза АСД, ВСД со пулмонална хипертензија, 6-месечно бебе од Прилеп, каде што имаше потресна реакција на таткото на Исидора. И од кога ја видов, мислев дека најсоодветен начин за да се помогне и да се даде помошта е тоа да ние колегите од Факултетот за музичка уметност, што сме моментално во Скопје и во овие летни периоди, да се собереме и да организираме хуманитарен концерт како би собрале што повеќе средства за операцијата која е потребна за малото бебенце. Кои се дела ќе бидат изведени вечер и дали ова е прв концерт? Мислам дека ќе имате некоја турнеја мини. Па вака, хуманитарен концерт од овој тип за нас е прв, затоа што прв пат се организираат студентите да се напатат да организираат ваков тип на концерти. Ова е прв концерт во Струмица, благодарејќи на нашата колешка Јаворка Витанова, која е исто од Струмица, соло пејачка, која на нејзина исто иницијатива посака и побара да се одржи тука хуманитарен концерт за како што кажав, да се соберат што повеќе средства. Ова е првиот концерт, а во Скопје на 24 во петок ќе се одржи вториот концерт во концертната сала на Факултетот за музичка уметност. И сите средства што ќе бидат се заеднуваат. И да напоменам дека влезниците за овој концерт во Струмица се по символична цена од 100 денари, а додека во Скопје ќе биде поставена кутија со донации кој колку може да допринесе. Колку студенти сте, ако може малку и вака, околу започнувањето на иницијативата, навистина, кога го пуштив повикот до студентите дали се заинтересирани, беа некаде околу 25 кои во, не знам, околу 10 до 15 минути изреагира да дојдеме до финална бројка околу 30 студенти кои ќе учествуваат на сцената и во организацијата. Така. Се на се 30 студенти. И предпоставам повеќе дела на повеќе инструменти. Да, во однос на програмата се застапени дела дури од Хендел па се до Хачатурјан, тоа е значи од барокот па се до 20-тиот век. Програмата во однос на изведувачите што се однесува за концертот во Струмица, ќе има повеќе клаверисти и солопејачи, со мешавина ќе имаме дрвени дувачи, кларинет, еден фагот, исто така, и две гитари. А во однос за програмата во Скопје ќе биде мешавина од камерни ансамбли, исто така солопејачи, пијанисти, флейтисти, ќе биде мешавина од инструменти.